Дали промената на името и преспанскиот договор беа за џабе? Дали Македонија од ден во ден е се подалеку од членство во Европската Унија? Европската иницијатива за стабилност објави документ каде сугерира дека приближувањето на балканските земји кон ЕУ треба да биде по модел на Норвешка. Тоа значи поголеми економски привилегии за напредок со реформите, но на формално членство во ЕУ ќе треба да се почека. Сараевски дневни јава спишува дека се разгледува нов начин за прием на Македонија и останатите земји од регионот, така што тие би биле враќани на поправен, што значи враќање еден или повеќе чекори назад. Ваквата пракса би се применувала за секоја земја од регионот, што не задоволува во некои од реформските сегменти, наведувајќи дека ќе се работи се додека не се совлада материјалот. Овој концепт го поддржуваат група држави собрани околу Франција, додавајќи дека тие со право укажуваат дека процесот за проширување е спроведен досега е во целосен ќорсокак. Дека Македонија е далеку од членство во ЕУ, во интервју за МИА потврдува и новиот председател на Европскиот парламент, Давид Сасоли, пред неговото доаѓање во Скопје, не вели да не губиме надеж, но и не потсетува. Не заборавајте дека од кога ќе го започнеме преговарачкиот процес, ќе има уште многу работа и на страна на ЕУ, и на страна на Северна Македонија. Кога се сретнав со Макрон, му реков дека не носиме одлука за членство, туку за процесот за членство. Дневни јава спишува дека Европската Унија од една страна не сака да мине на тамошно проширување, затоа што според вестникот се уште ги мами земјите што се придружија пред 10 и повеќе години, како пример дадена Романија, која од 2007 година е во ЕУ, но се уште е под посебен режим на Европската Унија, бидејќи нејзините ефекти во борбата против корупцијата се катастрофални. Повекувајќи се на дипломатски извори, Сараевскиот вестник пишува дека ЕУ е свесна дека процесот на проширување треба да се задржи, но и да се освежи. Се поставува прашањето само на кој начин.